Благодарам, господине. Почитувана јавност надвор од Собраниската сала, почитувани родители, почитувани основци, средношколци, студенти, почитувани пленумци. Опозицијата не е денес во оваа сала со верба дека владата и мнозинството кое што со украден легитимитет ја обезбеди својата позиција, денес ќе бидат свесни за се она што ние го говориме во прилог на тоа дека екстерното тестирање треба да се укине. Денес само сакаме уште еднаш да бидеме гласни за сите оние мотиви што беа пред вас и како родители, и како ученици, и како граѓани, и кои што ве изнесоа на улиците на Скопје. Ефектите од екстерното образование може да се поделат во две групи. Исклучително штетни по образовниот процес, но исто така и исклучително корисни по општествениот живот во Република Македонија. Бидејќи штетните последици се многу далекосежни и многу на број, јас ќе се обидам да ги набројам прво неколкуте корисни ефекти од екстерното тестирање. Екстерното тестирање, како ништо досега во овие 10 години, ја мобилизираше сета инакомислечка сила во ова општество, ја седна заедно на состаноци на кои што немаше потреба да се покажуваат партиски книшки, на кои што не беше важна националната припадност, етничката припадност, статусната позиција во општеството, туку едно единствено ги обединуваше сите луѓе, а тоа е желбата да нивните деца се образуваат во еден пристоен образовен систем. Вториот позитивен ефект од екстерното тестирање покрај реките луѓе кои што на овој режим му кажаа стоп, беше следното. Пред воведувањето на екстерното образование, владата на Република Македонија изгледаше вака. Лудата идеја за Скопје 2014 ја промени нејзината фасада, но екстерното тестирање ги стави овие железни огради пред владата на Република Македонија. Почитувани пленумци, почитувани наставници, вие сте тие што ги затворивте во кафес властите кои што го воведоа екстерното тестирање. Сега ќе зборувам за мотивите, за начинот на спроведување и за ефектите од екстерното тестирање. Веднаш на почетокот сакам да напоменам дека целата идеја за екстерно оценување, целата монструозна реформа, се темели на една единствена реченица, со која практично се дисквалификуваа сите образовни институции во Република Македонија. Оваа реченица инсинуација е плод на криминогената природа на предлагачот и неговата искривена имагинација. Таа гласи: досегашната практика покажа дека во образовните установи во државата со оценувањето не се врши реална проценка на знаењето. И толку. Во кои институции, во колкав обем и конечно со која објективна метода режимот ја одмери оваа реалност или нереалност, остана неискажано од страна на премиерот Груевски. Ова отвара сомнеш дека единствениот мотив може да е трауматичното лично искуство во фалсификувањето на сопственото образование од страна на предлагачот и дел од македонската влада. И значи само интелектуален рефлекс може понатаму
да се обидува да бара логика во сето ова. Екстерното образование денес или утре, не верувам дека опозицијата ќе успее да го укине во Република Македонија. Но ако тоа не е така, наш мал прилог за екстерното тестирање по општество за 4-то оделение би бил: премиерот има плацови под А наводно, под Б наводно. Понатаму, кој е ефектот врз децата? Притисокот и стресот беше еден од аргументите кои што целата стручна јавност и сите луѓе кои што се длабоко инволвирани во образовниот процес го апострофираа како еден од најважните. Претпоставувам дека најголемиот дел од луѓето во салава се родители, баби, дедовци и точно знаат што значи за едно дете од пониските класови, од прво, второ, трето оделение, да биде рангирано и да биде прогласено во групата на глупави или умни деца. Но се разбира, тука е воспитувачот или националниот психијатар Груевски, кој што ќе ни објасни овде на последните пратенички прашања. Господја Куневска, ве молам. Да ни објасни дека стресот... Молам, господја Куневска, ве молам. Вашите фрустрации, ако молам да ми го сопрете времето. Стопирано е времето, не се кирите, ве молам. Немојте со такви квалификации према институцијата премиер. Ве молам. Ве молам, бидете коректни, не дозволива тоа што го направите. Продолжите. Господинот премиер објасни дека стресот е составен дел од животот и дека децата од најмалата возраст треба да се привикнуваат на него. Веројатно, нему, како образлагач за постоењето на екстерното образование, нему е познато дека во првите оделенија од основното училиште најважно од се е да се развие љубовта кон науката, желбата за истражување, желбата за надпреварување, желбата за комуникација со останатите и така натаму. Ефектот врз наставниците веќе го знаеме. Наставниците се едни од ретките во светот или можеби единствен пример кај кој што единствената шанса да останат на работа е да покажат еднаков успех во оценувањето преку годината и на екстерното. Така имате, на пример, еден абсурд, каде што професор кој што во текот на годината оценил еден ученик со оценка 2, и тој ист ученик на крајот од годината добил на екстерно тестирање оценка 2, е оној кој што ќе биде награден, а професор кој што оценил ученик во текот на годината со оценка 5, а заради било која причина истиот тој ученик на екстерното добил пониска оценка, е професор кој што треба да биде казнат. Ова е веројатно уникатен пример. Затоа, почитувани пленумци, почитувани родители, почитувани наставници, денес во ваше име ние сакаме уште еднаш да ги повикаме надлежните да ги истражат сите други образовни системи во светот пред да тврдат дека ваквите екстерни проверки се дел од многу образовни системи. Ги повикуваме јавно да кажат каде во светот се тестираат ученици секоја година во основно и средно образование. Ги повикуваме да кажат каде оценките од екстерното тестирање се внесуваат во свидетелството. Ги повикуваме да кажат во кој образовен систем екстерното тестирање на учениците се реализира заради проверка на објективноста на оценувањето на наставниците. Ги повикуваме да кажат каде оценките од екстерен тест служат како инструмент за вреднување на работата на наставниците и имаат импликации по плата, отказ, кариерен развој и кредибилитет на наставникот. Господа, се изнаслушавме денеска за вашите вложувања во образованието. Сакате да зборуваме за проектот Компјутер за секое дете, на кој потрошивте 60 милиони евра за да го инсталирате во училиште каде што немаше поддршка од електрична енергија. Сакате да кажете дека тој ист проект е успешен, а немаме методски единици во електронска форма.
Сакате да ми кажете дека спортските сали се нешто со кое што треба да се гордееме? Па бев минатата недела на средба со граѓани во Брвеница. Спортската сала работи единствено тој ден во 365 дена во годината, кога во Брвеница во посета е господинот Груевски. Затоа, Благодарам. мислам дека е крајно време да ги согледаме последиците и да реагираме онака како што навистина на ова општество му е потребно, за да градиме здрави генерации. Благодарам.